Најави за денешните настани. Игротеката Радост прерасна во современ центар за дневен престој на лица со попреченост. Македонија доби прв национален центар за вештачка интелигенција Везилка. Започна есенскиот циклус на Охридски комуналец за подигање хабасти зелен отпад. Израел отвори оган, прекршен ли е мировниот договор? За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното и ветровито утро во текот на денот превладуваше претежно сончево време со појава на локална облачност со максимални 17 степени Целзиусови. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува умерено облачно време. Во среда над централен Медитеран ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок кој што на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и на југ од Скандинавија. Во останатите предели од Европа ќе преовладува стабилно и студено време со зголемена облачност и со пад на температурите кои што ќе бидат под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и посвежо време со повремени сончеви периоди и со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 23 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно и свежо време со повремени сончеви периоди. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат во интервал од 2 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 11 до 21 степен. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 7 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со пад на дневната температура. Минималната од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во петок, облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во сабота, умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд и потопло време со максимални 16 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет.
Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид има современ центар за лицата со попреченост. Игротеката Радост во старата касарна прерасна во современ центар за дневен престој на лица со попреченост и индивидуални третмани и е лиценциран давател на услуги, индивидуални третмани и користење на дневен центар. Охрид има современ центар за лицата со попреченост. Во топол, пријатен и безбеден амбиент во просториите во старата касарна функционира дневниот центар Радости. Во него има логопедски кабинет, дефектолошки кабинет, соба за релаксација, соба за изолација и физикална терапија со најсовремена апаратура и помагала. Центарот за дневен престој на лица со попреченост и индивидуални третмани е лиценциран давател на услуги, индивидуални третмани и користење на дневен центар. Третманите се спроведуваат од страна на специјален едукатор и рехабилитатор, логопед, а се финансирани од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Може да видите, имаме многу квалитетна опрема која што ја набавивме како донација од Англија. Тоа се едни исклучително добри вертикализатори, одалки, имаме трицикли, столчина за позиционирање на децата. Тоа е една опрема која е многу значајна за овие деца. Кога мојата ќерка беше мала, навистина посакував да ја имам. За жал тогаш не беше можно. Меѓутоа сега е возможно за останатите деца, кои ги охрабрувам да дојдат родителите да ги донесат. Ќе добијат тука многу грижа, нега и што е исклучително битно, ќе им се посвети внимание, исто така ќе добијат и индивидуални вежби, третмани. Имаме вработено дефектолог, логопед и психолог моментално. За децата и нивните потреби се грижат стручни негователи според правилникот на 6 деца, едно стручно лице и еден неговател. Услугите за родителите се комплетно бесплатни. Моментално имаме околу 18 корисници, со тоа што дневниот центар нуди две услуги, дневен престој и индивидуални третмани. Некои деца доаѓаат само на индивидуални третмани, а некои деца доаѓаат во дневниот престој. За да ги издигнеме услугите на повисоко ниво, секако тоа е поврзано со финанси, а за да имаме финанси, Министерството финансира по корисник, затоа треба да го зголемиме и бројот на деца. Општината ни донираше и комбе со рампа, така што и превозот е решен, на некој начин родителите не треба воопшто да се грижат. Детето ќе биде земено, донесено, тука ќе се работи со него, денот да му биде исполнет со активности, и исто така да добие се што му е потребно од страна на вежби, социјализација, едукација. Единствено што треба да направат родителите на деца со попреченост е да аплицираат во МКФ, Комисијата за функционална проценка, од каде добиваат препораки, кои услуги децата може да ги користат, и со таа препорака во Центарот на социјална и работи, од каде што добиваат решение, а потоа детето може бесплатно да ги користи услугите во Центарот Радост во Охрид. Македонија добива Национален центар за вештачка интелигенција Везелка. Проектот со вредност од околу 6 милиони евра се реализира со финансиска поддршка од Европската Унија преку програмата Horizon Europe, а е кофинансиран од Министерството за дигитална трансформација. Нашата земја станува активен партнер во европскиот технолошки простор, а не само наблюдувач, кажа резортниот министер Стефан Андоновски, кој денеска официјално го представи проектот.
Македонија добива Национален центар за вештачка интелигенција. Проектот Везилка денеска официјално го представи министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски како капитален проект со историско значење за дигиталната трансформација на земјава. Ова е капитален проект со историско и национално значење. Нова страница во дигиталниот развој на Македонија во која владата, универзитетите, индустријата заеднички градат национален систем за вештачка интелигенција. Со овој проект Македонија се позиционира како активен дел од европската мрежа на центри за вештачка интелигенција, што представува огромен исчекор за нашата научна и технолошка заедница. Везилка треба да овозможи примена на вештачката интелигенција во 5 приоритетни области: јазик и култура, системски развој на македонски јазични модели и дигитална заштита на културното наследство. Во здравството, анализа на здравствени податоци и подобрување на медицинските услуги. Во енергетика, оптимизација на производството и потрошувачката на енергија. Во јавната администрација, автоматизација на процеси и зголемена транспарентност. Во земјоделието, примена на паметни технологии за современо и одржливо производство. Проектот со вкупна вредност од околу 6 милиони евра се реализира со финансиска поддршка од Европската Унија преку програмата Horizon Europe, а е кофинансиран од Министерството за дигитална трансформација. Носител на проектот е Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ при УКИМ Скопје. Везилка е планирано да функционира како придружен центар на Европската фабрика за вештачка интелигенција ФАРОС со седиште во Грција. Ова партнерство ќе овозможи директен пристап до европски суперкомпјутери и напредни податочни простори, што ќе биде достапно за јавни институции, стартапи, компании и истражувачи. На овој начин и ние ќе се вклучиме во европската инфраструктура за вештачка интелигенција, што значи нови можности за развој, истражување, меѓународна соработка и дигитална иновација. Дополнително Везилка ќе функционира и како центар за обука и развој на човечки капитал, каде ќе се организираат тренинзи, практични проекти и едукативни програми во областа на вештачката интелигенција. Министерот Андоновски упати покана до сите академски и научни институции, како и до приватниот сектор да се вклучат во овој национален проект со европска димензија, со цел градење на, како што рече, една паметна, дигитална и иновативна Македонија. Јавното предпријатие Охридски комуналец организира акција за подигнување зелен отпад од урбаната заедница Радојца Новичич. Јавното предпријатие Охридски комуналец направи измена во календарот на акции за подигнување на кабасти зелен отпад за 2025 година. Имено заради реалната ситуација на терен и наметнатите потреби, акцијата за подигнување зелен отпад од урбана заедница 14 Радојца Новичик, која согласно календарот беше предвидена за 31 октомври, ќе се реализира на 17 октомври петок. Акцијата започна вчера и ќе се реализира заклучно со петок 17 октомври. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 17 октомври и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Денес и утре на стрелиштето Бебунар во Охрид се спроведува боево гаѓање. Припадници на редовниот состав од полициската станица од општа надлежност, од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај, како и од криминалистичката полиција, денеска и утре на стрелиштето Бебунар во Охрид спроведуваат вежбовна активност за боево гаѓање со огнено оружје. За предвидените вежбовни активности претходно се известени соодветните служби и стрелиштето, ловечкото друштво Охрид, јавната здравствена установа Здравствен дом Охрид и урбаната заедница Билјанин извори. Пред почетокот на боевото гаѓање, полициски екипи извршија теренска обиколка и обезбедување на поширокото подрачје на стрелиштето Бебунар со цел оневозможување влез на граѓани во безбедносните зони, а медицинското обезбедување ќе го вршат стручните медицински екипи од јавната здравствена установа Здравствен дом Охрид. Од СВР Охрид апелираат до граѓаните кои се движат кон стрелиштето Бебунар да ги почитуваат ознаките и надписите за забранет пристап, да не се задржуваат во безбедносните зони и целосно да се придржуваат кон останатите насоки на полициските службеници.
Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!